Представата "Ништо не е страшно" во изведба на театарот Пи од Скопје ја доби наградата Васил Ќортошев за најдобра на 59-тиот драмски аматерски фестивал, што во изминатите 5 дена се одржа во Кочани. Во текот на фестивалската програма годинава беа прикажани 12 театарски представи, што ги изведоа 9 домашни и 3 драмски ансамбли од Република Србија. Гран прито заслужено го понесоа актерите од Скопје. На затворањето на драмскиот аматерски фестивал, што годинава во најголем дел се реализираше на отворено во Паркот на Револуцијата, беа прогласени најдобрите и беа доделени признанијата. При тоа, од жири комисијата дадоа кратки образложенија за донесените одлуки за награди. Жирито напоменува дека богатата и оригинална програма на ова јубилејно издание на фестивалот го одбележа 12 представи во официјална конкуренција од земјава и странство. Поведени од особениот квалитет на представите, стручното жири ја донесува следната одлука за награди. Гран при Васил Ќортошев се доделува на представата "Ништо не е страшно" на Центарот за изведувачки уметности и едукација Театар Пи од Скопје. Наградата за истражување нови сценски изразни средства и експеримент во аматерскиот театар се доделува на представата "Ништо не е страшно" на Театар Пи Скопје. Најдобра женска главна улога се доделува на Зорица Митева од представата "Тој и таа" на театарската група Годо од Кочани. Најдобра машка главна улога Никола Димитров се доделува на Никола Димевски од представата "Гласови" на Театар Чекори Скопје, каде што Никола беше конкретен, точен и лесно разбирлив во толкувањето на неговиот лик. Најдобра женска епизодна улога се доделува на Ангела Атанасовска од представата "Тирамису" на Интимен театар Битола. Исто така ја доделуваме најдобра женска епизодна улога на Неда Глигич од представата "Раѓање" на аматерско позориште Бранислав Нушик од Шит. Епизодна улога се доделува на Огнен Велевски од представата "Самоубиство во одбрана" на алтернативен театар од Пишани, Скопје. Специјална награда за најдобра представа во категорија Театар за деца и младинци се доделува на представата "Приказната за волшебната шума" во изведба на Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци. Најдобра режија Борис Стојчев се доделува на Цветан Аничик за режијата на представата "Раѓање" на аматерско позориште Бранислав Нушик Сит. Режисерот Аничик успеа да создаде прекрасна кохезија, прикажувајќи ги балканските стереотипи и лесно да раскаже комплексна приказна во која носителите се прекрасни женски ликови. Како придружни содржини на драмскиот аматерски фестивал годинова имаше книжевна промоција, ликовна изложба, саем на книги, а се одржа и првиот интернационален фестивал на музичка публицистика, чиј организатор беше Македонскиот музички архив. Како завршница на фестивалот, концерт одржа македонската рок легенда групата Мизар. Реализацијата на драмскиот аматерски фестивал годинова беше со поддршка од Министерството за култура, од општина Кочани и од бизнис секторот од регионот. Меѓуопштинското здружение на лица со телесна попреченост мобилност од Кочани во саботата организираше јавна трибина со која ја одбележа 30 годишнината од своето постоење. Во тие рамки се одржа и работилница на тема Конвенција на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост и состојбите кај нас. На трибината, на која присуствуваат членови од слични здруженија од повеќе градови во државата, беше истакнато дека во македонското општество се уште силно се изразени предрасудите и дискриминацијата кон лицата со телесен инвалидитет. Поради тоа, нивните здруженија мора поактивно да се вклучат во отстранувањето на сите институционални и други пречки што ги ставаат во подредена положба. Правни експерти кои се членови на Здруженијето Мобилност на работилницата посебно внимание му посветија на членот 8 од Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со инвалидност, а што се однесува на подигање на јавната свест и отстранувањето на стереотипите и штетните практики со кои се соочува оваа општествена група. Од општина Кочани истакнаа дека веќе работат на проект за социјално мапирање на состојбите и потребите на лицата со попреченост, а што треба да помогне за унапредување на локалните политики и практики во овој домен. Општина Зрновци и локалниот младински совет викендов беа организатори на првиот урбан ридски крос "Младите трчаат", што се одржа во чест на прерано починатиот млад сограѓанин Васе Ангелов.
На трката беа пријавени над 130 надпреварувачи, кои трчаа на патеката во должина од 2,5 километри. Трката почна од повеќе наменското игралиште, што го носи името на Васе Ангелов. Се трчаше низ Зрновци, па се до манастирот Свети Тома на падините на планината Плачковица. Ние како организатори сме пријатно изненадени од големиот број пријавени во самиот настан, односно околу 130 учесници земаа учество во ова дефиле. Искрено се надевам дека од година во година ние како локална самоуправа даваме фокус на спортските настани, спортување за младите, затоа што спортот за младите представува една најголема инвестиција за растење и развивање на младите. Очекувам од година до година да расте бројот на пријавени. На целта први пристигнаа Дејана Накиев, Филип Андонов и Ѓорги Саканарски, додека во детска категорија науспешни беа Марио Стојанов, Јован Илиев и Славче Станоевски. Организаторите на учесниците на трката, кои беа најдобри, им доделија медали и дипломи, додека на подржувачите на настанот им беа врачени благодарници за реализацијата на овој спортски настан. Љубителите на спортот од Кочани од есен повторно добиваат прилика да гледаат прволигашки фудбал, но во женска конкуренција. Можноста за тоа им ја обезбеди женскиот фудбалски клуб Кочани, кој по неколкугодишно надпреварување во втората, во предстојното првенство од надпреварувачката 2022-2023 се враќа во првата женска фудбалска лига. Нашиот клуб играше солидно во второлигашки ранг, освои максимален број бодови и заедно со женскиот фудбалски клуб КУЛ ќе се надпреварува во поквалитетната лига. Со тоа, ЖФК Кочани, кој беше некогашен државен шампион, повторно го промовира женскиот фудбал кај нас и оправда напорната работа во изминатиот период. Стручниот штаб на клубот, заедно со тренерот Оливер Јовановски, се задоволни од постигнатото, а очекуваат успешниот настап на нашата екипа да продолжи и во наредната сезона. Потврда за квалитетот на тимот е и што првотимката Андреа Донева сезонава ги бранеше боите на македонската репрезентација за фудбалерки до 17 години. Ученичките од основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани го освоија првото место на државното првенство во женски фудбал за основни училишта, што се одржа на стадионот Македонски бранители во скопската општина Илинден. Предводена од наставниците Ванчо Јованов и Јордан Анастасов, екипата од основното училиште од Кочани финалните надпревари ги одигра со противници од основните училишта Наим Фрашери од Тетово, забележувајќи резултат од 1:1 и браќа Миладиновци од Илинден, совладувајќи ја со 5:0. Сандра Костадинова, ученичка во 9-то одделение во основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, беше прогласена за најдобар играч, а 4 ученички од кочанскиот тим се стекнаа со право ова лето да кампуваат бесплатно во Охрид како дел од победниците на сите спортови. Организатор на државното првенство во женски фудбал за основни училишта беше Федерацијата на училиштен спорт на Македонија. Федерацијата на гимнастички спортови викендов во Битола го организираше првиот државен надпревар во гимнастика за момчиња и девојчиња во А и Б лигата. На надпреварот учествуваше и клубот за гимнастички спортови Кочани, кој имаше одличен настап. При тоа, освоени се вкупно 9 медали, од кои 2 златни, 4 сребрни и 1 бронзен во поединечна конкуренција кај момчињата. Исто така освоени се и 2 сребрни медала во екипна конкуренција кај девојчињата. Прво место кај постарите пионери во А лигата освои Матеј Постолов, додека кај јуниорите во Б лигата Андреј Јованов. Второто место и сребрен медал го освоија Лука Естатиевски кај помладите пионери, Димитри Спасов кај јуниорите и Ристе Симеонов кај сениорите во А лигата, како и Филип Иванов во сениорска конкуренција во Б лигата. Третото место кај јуниорите во А лигата му припадна на Мартин Андонов. Кај девојчињата во категориите помлади пионерки и постари пионерки, екипно нашиот клуб ги освои вторите места.